Многу кратко, да не ги спадне сега само за Велес и Велешко дека го узурпираме времето. Министерке, вие пак ќе речам со должна почит спрема вас, за ребалансот повеќе беше присутна заменичката министерка, но пратениците од СДСМ, двајцата кои што се од Велес и Велешко, господинот Панчо Иванов и господинот Аги Муртезани, посебно колегата Аги Муртезани, во таа дискусија за ребалансот ветуваа дека пари за овој проект ќе има во буџетот за 2020 година. Имавме многу долга расправа, не знам дали повторно да ја почнуваме, се објаснуваме од кога е проектот, зошто е проектот, канализационен систем паралелно, првин пречистителна или првин канализација и така натака. Мислам дека е можеби илузорно сега да ја повторуваме расправата, но ветувањето тогаш, посебно од колегата Аги Муртезани, што денеска сега не го гледам тука, беше дека ќе има средства за овој проект во 2020 година, во буџетот за 2020 година. Сега е добро на граѓаните на општина Велес, на општина Чашка, но пред се на нашите сограѓани од село Горно и Долно Јаболчиште, да им кажеме јасно и гласно. Во 2020 година нити се планирани пари за овој проект, нити пак ќе започнат било какви активности за изградба на тоа, иако власта им го вети тоа на граѓаните на Јаболчиште. Не знам колку е во ред, но само еден сегмент, само 1 милиметар од образложението, ќе го кажам, постои сериозна опасност заради тоа што целиот канализационен воден отпад од тие две големи села, прво не е среден во селата, затоа да не зборуваме, се објаснивме пред 3 месеци во расправата тука, во 21 век оставени се луѓето така, кои што беа оставени без пат 60-70 години, без пат, буквално, само со тамче камион можеа да се отидат до селата, до пред 5-6 години, и со трактор, да, со ништо друго, кола не одеше натака. Ако ви се верува, до пред 5-6 години, кола не одеше. Да. И сега е таков односот за канализациониот систем. Можете замислите што значи тоа за мали деца што растат таму и така натака и така натака. Но од друг аспект тие две села се наоѓаат над хидросистемот Лисиче, од кој што Велес црпи вода за пиење. А водотекот доаѓа од таму. Па сега видете вие како влада, како мнозинство, дали тоа е во ред или не е во ред. Наместо, слушам, имало некој проект, господинот Иванов вчера се фалеше, 24 милиони евра ќе се инвестирале во цевковод од хидросистемот Лисиче до Велешко езеро, до Младост. Ве молам, за тој проект, министерке, побарајте ревизија на средствата и побарајте, имаше стар проект, 2007-2008 започна и да се гради, 1/3 од тој проект е веќе изграден. Сега некој нешто ново си прави, но средствата кои што тогаш беа планирани за цел цевковод од едното до другото езеро во Велес, беа веројатно 10 пати помалце од ова што сега некако го предвидувате и планирате. Не знам кој што планира да прави во тој цевковод. Дали возови ќе минат низ цевководот за 24 милиони евра, да правите 20 километри или 30 километри цевковод? Чудо. Гасоводот од Штип до Битола не кошта толку. Гасоводот од Штип до Битола не кошта толку. Ве молам, проверете си го ова и дел од тие пари кои што евентуално би ги заштедиле заради тоа што некој сака нешто да прави. А веќе 1/3 е изграден цевководот. И сега таа 1/3 планира да ја остават, не интересите, тоа не ни треба. Ќе правиме ние комплетно нов цевковод, кој што ќе кошта 10 пати повеќе од колку тој што требало да се доправи. Дел од тие заштедени пари, ако успеете да лоцирате ова што ви го велам, ве молам, еве, искористете ги за реални проекти за Велес, а не за нечии лични интереси. Благодарам. Реплика Панчо Иванов.